Електричните возила зафаќаат се поголем процент од вкупната продажба, но се уште се реткост на улиците. Судејќи според најновото истражување на една организација на потрошувачите спроведено во повеќе европски земји, така ќе остане барем уште некое време. Според оваа студија, 8 од 10 возачи при купувањето на наредниот свој автомобил ќе размислуваат и за електричен, но 6 од нив најверојатно ќе се решат за класичен. Причините се повеќе или помалку познати, но подлабоката нивна анализа покажува дека всушност се базираат на погрешна или недоволна информираност. Кога автономијата е во прашање, скоро сите сметаат дека таа е мала. Тоа е факт кој долго време е присутен во размислувањата, иако не секогаш е релевантен. Од дополнителните одговори на анкетираните возачи се дознава дека многу мал дел од нив почесто од еднаш месечно поминуваат по повеќе од 100 километри дневно. Со оглед дека сите нови електрични автомобили имаат автономија од 250 до преку 500 километри, автономијата како одбивна причина за нив тешко може да се оправда. Друга погрешна перцепција е што се смета дека инсталирањето куќен полнач е скапо. Вистината е дека тие, колку и да чинат, бргу ќе ги оправдаат парите, бидејќи користењето јавни полначи за секојдневни потреби ќе донесе и до неколку пати поголеми сметки. Во однос на трајноста на батериите, негативните митови се повеќе се разбиваат главно заради долгогодишните гаранции што производителите ги даваат. Сепак, за да траат повеќе, батериите треба плански да се дополнуваат, најдобро бавно преку ноќ, бидејќи брзото полнење повеќе ги загрева и нивниот век на траење се скратува. Што се однесува за цената на електричните возила, тука се е јасно, таа ќе се намалува, но тие сепак ќе останат скапи. Јасно е дека иднината ќе им припадне на електричните автомобили, но колку брго ќе ги прифатиме зависи само од нас самите.